Почитувани мои, добар ден. Денес ве ставаме пред нов предизвик за нова дискусија во која што верувам дека како и секогаш ќе ве има во голем број, а и темата за која што ќе зборуваме е секако сегмент од живењето кој што е исклучително важен. Министерката за култура порача: културните проекти во иднина ќе мораат да водат повеќе сметка за својот забавен карактер. Скопскиот джез фестивал Офест е откажан поради недоволно средства, Макфест ја одби доделената символична сума, а градот Штип одлучи сам да го финансира фестивалот. Тошо Филиповски, хроничар на македонската рок музика, е одбиен за монографија за Горан Трајковски. Одбиени се и Меморија, ДНК, Next Time. Но затоа има уметници кои добиваат пари, а не се активни подолго време. На странски уметници им се доделуваат средства за национален интерес. Знае ли барем некој како се делат средствата од годишниот конкурс во културата за проекти од национален интерес? Што се подразбира под културен проект со повеќе забавен карактер? Кои се принципите што се услов за да се добијат средствата за културни проекти од национален интерес? Тука секако ќе ве потсетам да не заследите и на социјалните медиуми, како што се Facebook црвена линија, Телма профилот на Facebook, каде што ги објавуваме темите, тука шернувате, лајкнувате, коментирате, а се разбира задолжително, тоа е моје побарување, да не заследите и на Instagram, бидејќи секојдневно имате можност на Instagram стори да кликнете и така да учествувате во анкетите кои што ги објавуваме. Па така денес, доколку кликнете на црвена линија Instagram, не заследите таму, и кликнете на прозорчето Instagram Story, ќе ве пречека ова прашање: можно ли е правично да се поделат средствата во културата? Одговарате со да и не, а резултатите таму некаде по рекламите. Во продолжение, за да се загрееме и подготвиме, одеме со прилогот на Сотир. Со 300.000 денари Министерството за култура ќе го финансира концертот на Цветанка Ласкова годинава, организиран по повод 50 години од незината музичка кариера. За оваа одлука стои Комисијата за музичко-сценска дејност, со која председаваше професорот од Факултетот за музичка уметност Александар Трајковски. Министерката за култура на денешниот брифинг демантира дека за оваа одлука пресудила партиската припадност на Ласкова како член на владеачката СДСМ. Секој квалитетен проект за кој што комисијата ќе одлучи дека е квалитетен, треба да се поддржи. И никогаш да не се гледа на индивидуалност, да не се гледа на партиска припадност, како што сум сигурна дека тоа комисиите ниту за овој повик не го правеа. Истата комисија за концертот на Петар Грашов во Битола доделила 180.000 денари, а на домашниот Офест му одобрила 1.020.000 денари, што е за половина помалку од лани. Организаторите на фестивалот најавија дека со тие пари се принудени да го откажат годинашното издание, а министерката кажа да размислат дали ќе се откажат од парите и дека историјата се повторува како во 2019 година. Не е ова прв случај кога добиле 1 милион, односно кога не му биле одобрени сите побарани средства. За реакциите на издавачите и на Друштвото на писатели на Македонија дека овој дел од програмата треба да се ревидира, зашто одлуките се без прецизни критериуми, дека повеќе значени автори не добиле доволно средства или воопшто не поминале на конкурсот, министерката кажа дека парите за проекти се вкупно 12,6 милиони евра и дека никогаш нема да бидат доволни, но и дека Комисијата за издаваштво соодветно ги распределила. А за одбиената монографија на Тошо Филиповски за 45 години кариера на музичарот и композитор Горан Трајковски, комисијата оценила дека со публикацијата не се одбележуваат 50 години од неговата кариера. Сите одбиени апликанти имаат право на жалба во рок од 15 дена по добивањето на решенијата. На поток сте вие, 023070005. Ве прашуваме, што се подразбира под културен проект со повеќе забавен карактер, што мислите за тоа и кои се принципите што се услов за да се добијат средствата за културни проекти од национален интерес? И дали според вас е воопшто можно правично да се поделат средствата од културата? Добар ден за првиот гледач во црвена линија.
Ајде, добар ден, тече. Секој добро и вам. Па еве, според вас, можно ли е пред се правично да се поделат средствата од култура? Постави прашањата, други се уклучила тоа, зашто после ја ќе збору. Постави ги прашањата за... А така, ајде, еве, можно ли е правично да се поделат средствата од културата? Што подразбира Министерката за култура под забавен карактер според вас? Вие, ја мислам, центар на културата сте вие, град Скопје. Сите културни установи почињат од власт од Скопје и тамо вие и владата. Вие живеете тука. Макфест дали е во Скопје? Сите центри водат во Скопје за културата. Нешто имате Кочица, моментално знаеш кој е Кочица. Ова е влада случајно не е македонска. Тоа е 100% гарантова, не е македонска. Знаеш како се жалел Арта Груби и Алија Квети во Брисел? А еве, според вас, дали кои се принципите според кои што се делат средствата? А ние за инат правиме. Знаеш како ја ти реков, ќе пееш као Ластојче. Па ти поќе земаш времена на граѓаните, јас унапред постави прашањата и тие 30... Оно што очекуваме да добиеме одговор од прашањата кои што ги поставивме. Ако ги поставиме и однапред, а се разбира вашето размислување, односно одговорот замине во некоја друга сфера и друга тема, нормално нема да продолжи дискусијата. Тоа е едно правило од црвена линија. Меѓу другото, ако случајно и ви одземаме секунди, од режија внимава, така да ќе се вратат секундите на старо. Оно што сакаме да се држите до темата, а темата е следна. Вие, како граѓани, како корисници на сите оние нешта кои што се од областа на културата, се разбира, што сметате, како мислите дека во последно време се делат средствата за култура? Прво е тоа и дали правично се делат и според вас што е тоа што значи забавен карактер? Добар ден. Добар ден. Секој добро во црвена линија сте. Добар ден, господјо водителки или господице, што сте тоа сте. Не ни замерувате, пошто ние сите сме веќе разочарани од ова владење во Македонија, од ова делење на средства за ова, за она, за трето, за пето. Меѓутоа, за да се доделат средства на било која така, да речеме, група или уметник или ова, треба да си не македонец. Треба да не си македонец, треба да си антидржавно расположен, треба да си северен, треба да си гад, да си ѓубре, да си расипан, па да добиеш помош. Инаку ако си човек, ако се бориш за Македонија, ако се бориш за спас на сите во Македонија, тогаш не чиниш и нема средства. Ја би ве замолил 20 секунди со теко на времето, најдете начин да додадете на нас вакви коњи како мене што се заради Македонија своевремено покрај телевизорот така загрижени гледајќи дека се распаѓа се и култура, и нација, и држава. Џабе ова министерка, таа е ставена, меѓутоа таа е фигура само таму. Замениците нејзини, комшиите, ти диктираат каде да даде, колку да даде, што да даде. Таа е само формално присутна. И не само таа, и нашиот Кумановец, главниот што е на владата, Таче, и тоа е формално. Добро, благодарам за јавувањето и вклучувањето. Ке подсетиме секако колку и секако да сте вознемирени. Ке посетам по кој знае кој пат Црвена линија, емисија која што е наменета за целата публика. Обидете се барем нормално употребата на зборови да ви биде селектирана. Под селектирана подразбираме да нема говор на омраза, на вредливи зборови и секако зборови кои што алудираат на насилство. Тоа е се, а инаку можете комплетно и слободно да си го кажете вашето мислење. Има начин така да бидеме секако пристојни во говорот, бидејќи сепак не гледа и малолетната публика. Добар ден. Добар ден, дали сте ја на линија? Да, вие сте, повелете. Средства се делат кај нас по партиска линија. Знаеме дека Цветанка Ласкова беше председател на жените во СДС. Така да нејзи да и доделат 5000 евра. Па шо е она највеќе пензионерска нејзи има еднаш можност близу до неја бе
кажуваше дека не се слушало, она глува била. Како ќе пее она кога е глува? Значи у години е, пензионер е и зашо ги дава тие пари? Заради тоа што е близка до СДС, до врвот нивни. Так се делат тие пари. На нејната снаа за декорација 330.000 евра. Од каде тие пари? Од народот. И после имало инфлација, било криза. Па оние прават таа криза, си делат од буџетот ненормално пари за нив за да се збогатат они, а сиромасите само нека дават пари за во буџетот. Еве ја давам. И шо корис од тие буџет ја у Република Македонија кога ништо не зимам. Ни сум под заводот, од заводот не зимам ништо, ни од социјалното зимам нешто, ни па сум негден вработен. И само давам за у буџетот, а они тие што се челниците на СДС само си делат пари. Па не уништие вичи, ајде доста е вичи со они, нека си одат вичи, нека има избори и вичи да ги нема ни одни не треба да има не премиер, не председател, туку не треба да има ни во советот еден советник, било каде, ни во управен одбор негден, во некоја фирма не треба да има. Благодарам што ви имаше во црвена линија. Продолжете да не гледате. Сега одиме малку и на Твитер, бидејќи таму се дискутираше во однос на откажувањето на Офест и сето она за што зборуваме денес. Па ќе почнеме со еден твит на Росана. Започнува со зборот unpopular opinion на англиски, во превод значи непопуларно мислење. Офест, джез фестивалот, Макфест и слично постојат со години. Тука и веќе треба да не се зависни од државни пари. Треба да се поддржани, но не целосно финансирани од државата. Сепак постојат повеќе од 30 години. Ако не се и после толку години ликвидни, некаде има проблем. Вака размислува Росана и ве можете да го коментирате и овој твит, дали се сложувате, дали не, но сепак она што сакаме да го слушаме од вас. Според вас, кои се принципите според кои што се делат средствата за културни проекти од национален интерес и како го подразбирате вие лично тоа културен проект со повеќе забавен карактер? Добар ден. Добар ден. Поздрав до тебе, до телевизијата. Поздрав и до вас секако. Па јас да кажам, пари тоа за некој во джеп. А кој е во джеп, не знам. Али нека да фатат да стават талбалец и да од банка на културата. Да су култура овој народ. Ови се нашите некултурни, македонците. Некултурни. Цело собрање, цела влада на култура. Албанците се културни. Како да ги е сам, не? Како да ги е сам? Да кажат пари од културата. Што треба да тоа култури да не на петти, да кажат света да им. А они, не знам јас, ова е права катастрофа. Не видам. Цетарска Латкова. Та кога е темне? Кога е темне? Та темне. 100 години. То 100 години ќе кара, али. Па тека, джаста да имам некои, да има и 100 години. Тоа е тоа. Пријатен поздрав. Бидете поздравени вие, секако продолжате да не следите. Одиме понатаму, ако има гледачи, веднаш почнуваме со вас. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден. Значи, министер, па да ви кажам, ова, не знам, ова е срамота прво. Еве како ви звучи вас тоа, како го разбирате проектот забавен карактер? Но ова е срамота за мене. Ја не можам да сватам како може вакав да си прават играчки, да оценуваш некој еве ти толку, еве ти онолку. Па се знае каде што треба е култура е. Значи ние во Македонија немаме култура. Или кај нас е забранета културата само за некои поединци. Да не посочувам, ако посочам одма ќе биде на друга, на оваква база. Така да не може вие да давате на некого капом и шаком, на некого еве ќе ви фрлиме волку и толку, кога е тоа нешто од таков карактер како што е и што треба да биде. Значи овдека се забранува културата во Македонија на македонците. Ја друго од ова не можам да извлечам. Вие да направите, да намалите тоа фондот за култура колку и што и како било на све, па значи ова е нешто, не можам со кој памет да го кажам, тие луѓе размислуваат и како ги делат парите и по кои критериуми и колку и што треба, како тоа они се го одлучуваат.
Значи ова е изволте као парите да се нивни, тебе ти давам, тебе не ти давам. А парите се од народот. И кажете ми која култура, значи ние дојдовме на култура да немаме никаква. И поубаво, значи ако треба да се нема, да се нема. Јас ке подсетам, само внимавајте на тајмерот 90 секунди, бидејќи автоматски се прекинува, но нема да заборавам и да ви се заблагодарам и што се вклучивте во црвена линија. Повторно ќе се префрлиме на Твитер. Ало. Добро, одиме со вас. Добар ден. Дали се на линија? Да, на црвена линија сте, повелете. Видите, сакам нешто да кажам за парите, дали Министерството за култура, кај јас зборувам чудете, дали Министерството за култура и преврлува правилно средствата. Секако. Министерството за култура правилно и преврлува средствата за развој на културата, односно за оние проекти кои се добри, проекти кои носат добро за Република Северна Македонија. А овие сите башен се јавува некои луѓе, тие се не луѓе. Тие не знаат што е култура, не знаат што е проект, не знаат зошто културата и постои. Дали Макфест како фестивал не е добар за македонската култура? Се што е добро за македонската, за што е представува македонската е добро. Тоа никој не може да го негира. Само го негира оние луѓе кои општо ништо не знаат од култура и не се културни фактички. Дали вие сте... Појавувањето што се јава овде, тоа се не треба да ја уклучувате такви луѓе. Дали сте биле на Оффест, да прашам? Срам носат и за културата и за нашата држава. Дали сте следеле редовно, сте биле на Макфест, на Оффест, некој од фестиваливе? Видете, јас сум малце опостари години. Младите ода, али реков, секоја една култура треба да добие онолку средства, ако заслужи да допринесе за културата на Северна Македонија на граѓаните. А не да се дава пари, како што и делеа помругу, тој мој, ево ти толку пари теба, со тоа ништо не допринесува во државата и за културата, за песните, за фестивалите. Благодарам за јавувањето. И сега, како што и најавив пред да го вклучиме гледачот, повторно на Твитер ќе прочитаме една дискусија. Одиме со Росана, која што нормално предизвика дискусија на Твитер. Самата напише, има многу други проекти што им треба поддршка за да се дигнат на нозе, сори, што значи простете, ама јас така гледам на ова. Ice Queen допишала, за ова не се согласувам, ние немаме фестивали, тоа е трагедија на македонците, не славиме македонски јазик, македонска музика и се што е македонско. Треба само да им се укаже на организаторите на што да обрнат внимание и да почне да се цени знаењето и креативноста на истите. А за чудо, македонците во Австралија, во Сиднеј, конкретно организираат штандови во еден популарните паркови на Денот на македонската азбука и делат флаери на сите што поминуваат од тука. Како да е, времето е за вас, драги мои, ве вклучуваме понатаму и те слушнавте досега како размислуваат гледачите. Може би со некој ќе се сложите, може би со некој не, може би ќе се надоврзете. Добар ден. Добар ден, Македонија. Па еве, според вас, како, според кои принципи се делат средствата? Добар ден, Македонија. Добар ден. Според вас, како се делат средствата за културни проекти од национален интерес? Еве сега јас, што вика овај, значи ја, како не навреди нас овој македонци, овој северниот. Ми биле не луѓе, како рече, не луѓе. Тоа воопшто не е ни битно, продолжете, користете си го времето за вас. За него не, како македонец, ако сум македонец, не сум човек, јас од дете сум игрорец, сум бил и Шпанија на турнии, било каде некаде од дете, голема дарба имам за играње, хармоникаш сум музичко нижо завршено, сум пеел на концерти, преку таа игрорна група, во 5 точки сум настапувал, кога учев во Смолетка, и тој се че кажува дека јас сум бил нечовек, како македонец. Јас играм и пеам на македонски. Никогаш нема да биде Македонија северна, секогаш ќе биде Македонија. Тоа е сето име Македонија за нас македонците. Е се оној што нема чувство за македонско, за македонски јазик, за македонски песни, за култура македонска, ќе ни наметнува. За учека песни има пари во Македонија. Ние зборуваме за поделба на средства. Оффест е еден реномиран фестивал, еве не знам дали сте посетиле и сте следеле долж годините. Нема да се одржи бидејќи средствата кои што ги добија не се доволни. Нека забрана се македонска езда во Македонија, кој пее на македонски, кој зборува македонски, да се срела
Добро, благодарам за јавувањето. Одеме понатаму. Ако има гледач, го вклучуваме веднаш. Добар ден. Добар ден, добар ден. Добар ден. Црвена линија. Еве разлика, две разлики, две струи, еве, како покажува дека како се дели Македонија. Меѓутоа, овој пред овој што беше, што кажува како се давале пари, дека се давале за добри комбинации, за добри литературни настапи пари. Нема врска. Пари се даваат за недобри, за лоши, за антимакедонски. Тој чим зборува и кажува Северна Македонија. Нема што да кажувам. Тој сам си кажува што сорта е. Тој сам си кажува дека навива за една од овие две струи македонски, кои што меѓутоа ова што е сегашната влада е 95% за уништување на Македонија. 95%. Се македонско што е, се уништува. На секој чекор можен. На секој можен чекор македонците страдаат, плаќаат казни, даваат даноци, а ги јадат парите не македонците. Знаат ли овие 600 милиони што се зедува кај ќе отидат? Знае ли некој македонците кај се даваат тие милиони? Кој ги зема? Кој станаа гази за овие 5-6 години 7? Кој станаа милионери? Кој ги откупи сите скоро сите македонски рудници или земеделски комбинации или не знам што ли не? Македонија се распаѓа, ние гледаме како слепци. Чекаме од Господ само помош од Господ и се караме едни други. На Македонија само сонцето. Благодарам и вам за јавувањето. Ке подсетам, внимавајте на тајмерот, автоматски се прекинува. Повторно ќе прочитаме твит, не случајно ги читаме за да ве слушнете какво е јавното мислење и на оваа социјална мрежа, па можеби еве ќе развиете дискусија инспирирани од тоа што го кажуваат твитерџи. Благоја Куновски напишал: Макфест ќе се одржи без поддршка од Министерството за култура. Министерството за култура подитно да најде и додели 60.000 евра. Колку краток филм од 10 минути. Макфест е македонски Сан Ремо, фестивал кој негува домашна забавна музика од врвен национален интерес. А според вас, кои се принципите според кои што се делат средствата од културата? Како го доживувате на проекти од забавен карактер? Дали тоа значи ка Макфест офеснел се од забавен карактер? Тоа станува секако да го слушнеме од вас. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Намалете го тонот на телевизорот. Ало? Намалете го тонот на телевизорот. Го намалуваме одма? Да, подобро ќе се слушнеме. Го намалуваме, госпожо. Одлично, повелете. Сакам да зборувам во врска со културата. Кај не со Македонија културата, цела култура се оди во Скопје. Сите културни домови што се правени на Република Македонија не изградојте. Сите финансиски средства одат за културата во Скопје. Да речеме, јас сум од Битола. Дома на културата, салите се киријата е зема Скопје. Спортската сала киријата е зема, другата спортска сала е зема киријата. Плюс тоа, да вметните една тема за фирмите што се пропаднати. Сите се дајани под киријата не се знае кој е зема. Таа тема ве молам да ја вметните во некоја Ке биде забележан. Да знаеме кај одат тие пари. Од тие пари јади некој, а нас работниците требаше. Еве како коментирате тоа што не се доделени онолку средства колку што беа неопходни за Макфест? Јас коментирам, не се доделени толку средства затоа што тие средства што треба да се додела на културните домови одат во раците на пратениците. Тие наши пратеници не се пратеници. Волкодери луѓе се, не изеда со се кожинка. Ти не може руче да го платиш 20.000 евра да руче да платиш. 20.000 евра. Јас 20 дома не земам толку во годината, а тие за сати трошат. Тоа е гревото на овој народ што го експлоатираат. Благодарам за јавувањето и те што ни укажавте и ве дадовте идеја зашто можеме во некое наредно издание на Црвена линија да проговориме. Одиме понатаму на 0230700005. Вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Па еве,
Кој ќе биде вашиот коментар на последниве случувања? Мојот коментар забавен карактер од министерката, а да ја прашам што ни е забавно во државата, па да прават забавни програми. И уметници, и пеачи, и писатели. Значи, прво нека се научи да зборува македонски. Удира на битолски, мислам дека од Битола, не знам точно. И нека кажува дека треба забавен карактер. Забавен карактер се знае. Уметноста, културата е прва во една држава. Она ги забранува најдобрите, меморија, next time. Ја става и дава пари на Цветанка, што не ни знаат луѓе више дека постои таја. Затоа што беше у шарената револуција. Знаеме сите. И 300.000 што и дадоа во тоа фондот, како се, иновации. Ма ајде, значи, ова човек не може ни да најде зборови. Срамота што се прави. И албански Лидо, Мидо, не знам таму. За нив одвоени се милиони нешто денари или евра, не знам точно. А Макфест што постои со 30, не знам колку години, не му даваат пари, сами ќе финансираат од Штип, што е ова. Така, фест нема ни да се одржи, тој сепак реномиран фестивал од интернационален карактер. Па национален карактер, писателиве. 90 секунди, благодарам многу што се јавивте во Црвена линија. Повторно одиме на Твитер, сега ќе споделиме што напиша Дарла. Макфест ќе се одржи без поддршка од Министерството за култура. Жал на Македонија. Одиме понатаму. Интересно е, бидејќи имавме гледач кој што се јави од Битола и напомена дека домовите за култура се во ужасна состојба. Холиде радио напиша: Министерството за култура одобрува само 6% од потребните средства за обнова на спомен куќата на Гоце Делчев во Битола, која со години е затворена. Одиме со гледач. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден ви посакувам јас. Благодарам. А вака, прво мора да ги обвиниме сите кои учествуваат во делењето на овој колач за да се одржуваат фестивали, музички, да речам, надпревари и слично, затоа што без култура не бива. Културата е огледало на државата, огледало на народот. И затоа ми се чини дека штета е да не се одржи пример фестивалот што е во Штип, Макфест. Треба да биде да се одржи, треба да има значи да бидат присутни Па сите. еве и фест од Скопскиот джез фестивал, кој што од интернационален карактер, Скопскиот джез фестивал е еден долгогодишен реномиран фестивал. Сите фестивали треба да го доживеат својот максимум и треба да бидат одржани и треба сите фестивали да го покажат својот квалитет. Меѓутоа, овдека се замешани политичките партии кои што тегнат едни на една страна, други на друга страна и значи се размешани интересите на многу фактори кои што сака нивниот представник да биде значи на пиедесталот еден, додека оној кој што можда е и далеко поквалитетен да остане во заборав и затоа ми чини дека ние вака правиме како што правиме и не му даваме значење, не му даваме квалитет на оно што треба да го види народот, да го почувствува, да свати дека значи културата е под број 1. Значи, како што е историјата, така исто и културата е на прво место во една земја, каде што се гледа значи, квалитетот и квантитетот на живеењето. Благодарам што се јавивте во Црвена линија. Време е да продолжиме со реклами, а следуваат подоцна и резултатите од Инстаграм анкетата. По рекламите време е да ги соопштиме резултатите од Инстаграм анкетата. Ќе ве потсетам уште еднаш да следете на Инстаграм, а на денешното прашање: можно ли е правично да се поделат средствата во културата? Еве може да видите како гласа инстаграмџи. Со да одговорија 29%, а со не 71%.
Тука ова време ќе се одјавам од црвена линија, тркалото гледате до мене врти, што значи ние имаме нешто од исклучително забавен карактер за вас и оно што е најважно од карактер на градување. Тоа го знаат сите оние кои што редовно вртат на Телма. За кратко сум таму во другата канцеларија и вие од црвена линија пробајте се среќата, можеби ќе освоите вредна награда. Се гледаме за кратко.